среќата, пратениците утре се враќаат на работа со прво законско решение кое треба да превенира слични трагедии во иднина. Ќе се носи закон со кој целосно ќе се забрани пиротехника во затворен простор. Деталите ги има Зоран Јаневски. Зоран, што предвидува овој закон? Да, утре пред пратениците ќе се најдат измени на законот за прекршоци против јавниот ред, кој предвидува зголемување на казните, меѓутоа и целосна забрана за употреба на пиротехнички средства во затворен простор. Според предложените измени, во иднина ќе биде забрането во затворен простор да се користат пиротехнички средства, а секоја примена ќе се казнува со казни од 200 евра, која е најниската, па се до максимални 10.000 евра. Со измените се предвидени и измени во казнената политика која што се однесува на присуството на малолетници во угостителски објект после полноќ, па така најниската која што досега изнесуваше 50 евра ќе порасне на почетни 500 евра, а максималната казна за објектите во кои што ќе биде затекната малолетника после полноќ ќе изнесува 5000 евра. Измените се предложени од осумина пратеници на власта, а тие истовремено бараат и законот да биде донесен по скратена постапка. Како што велат во образложението на предложените измени на законот, тие ги бараат по трагедијата која што се случи пред 2 недели во Кочани, а во која загинаа 59 лица. Целосната слика ја гледаме во прилогот. Забрана за огномети и факели во затворен простор и зголемување на казните за непочитување на забраната. Ова го предвидуваат измените на законот за прекршоци против јавниот ред и мир кој утре ќе се најде пред пратениците. Се додава нов член во законот кој целосно забранува употреба на пиротехнички средства во објекти и простории од затворен тип. Тој што ќе запали огномет, факел или друг вид на пиротехника ќе заработи казна од 200 до 250 евра. Одговорниот на фирмата ќе се казни со 500 евра, а глобата за фирмата ќе се движи од 1000 до 10.000 евра. Заострување на казните ќе има и за пропуштање на малолетници во угостителски објекти. Се бара 10-кратно зголемување. Според предложените измени, ако после полноќ биде затекнат малолетник во било кој угостителски објект, нениската казна од сегашните 50 се зголемува на 500 евра. Кај големите објекти пак наместо до сегашната минимална од 250, казната за присуство на малолетници после полноќ се зголемува на 5000 евра. На предлогот за измени на законот за прекршоци против јавниот ред и мир се потпишани осумина пратеници од власта. Бараат и законот да се донесе во скратена постапка. По изминатата недела во соработка со Министерството за внатрешни работи, пратеничката група на ВМРО ДПМН работеше на закон за јавен ред и мир, во кој што има две важни измени. Прво се забранува користење на пиротехника во затворен простор, а второ казните за пуштање, односно присуство на малолетници во диско клубови и други угостителски објекти, тогаш кога не е дозволено, односно кога е забрането за нив, се зголемува за 10 пати од сегашната казна. Пратениците во образложението на законот наведуваат дека измените ги иницирале заради трагедијата во Кочани. Сметаат дека забраната за пиротехника и зголемување на казните ќе подобри безбедноста во угостителските објекти и ќе спречи опасности кои настануваат од употреба на огномети и факели во затворен простор. Пред 2 недели во кочанската дискотека Пулс загинаа 59 лица од пожар предизвикан од пиротехнички фонтани. Иако 2,5 часа после полноќ, во објектот настрадаа и малолетници кои според закон воопшто и не смееле да се присутни во диското. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Зоран, дали е известно дека овие законски измени ќе бидат носени по скратена постапка што ќе овозможи што побрзо да се најдат на сила, односно да почне нивната примена? Со оглед на тоа што е актуелна оваа состојба, односно трагедијата од Кочани која што се случи пред 2 недели, во која загинаа 59 лица, известно е дека ќе бидат скратени роковите при носењето на ваквиот закон, иако многу често пратениците реагираат на начинот кога се носат закони по скратена постапка, но со оглед на ситуацијата известно е дека својот глас ќе го дадат пратениците за овој закон да се спроведе во скратена постапка и најверојатно се очекува сите пратеници да дадат поддршка за истиот. Зоран Јаневски од Пред собранието, благодарам.